не знам дали си сретнал за книга Атлантида и древните булгари. А и јас тоа воопшто не сакам да го коментирам. Нисам го читал, ни немам намера да го Знаеш ли што читам. пишува? Ма овие луѓе немам воопшто, дај да не губиме време да ги коментираме. Тоа не Зборот бугар, знаеш не што значело? заслужува, не заслужува да го коментираме. Давај да одиме понатаму. Немам што да коментираме. Ама зошто го дозволува? Будалетини колкото и сакаш има. Има, Зошто види. е слободна земја? Ама пази да напишеш книга Христос и бугарите. Мене ми беше страв да ја отворам. Јас бив реагирал на апсолутно истиот начин, дури со уште поголемо. Значи види, вака се фати зуца, викам, прво се смее, после ми Нема беше што да го коментираме. Ама Дај да тажно одиме на наредното прашање. Дај да одиме на наредното прашање да не губиме време со будалетинки. Добро, се ако е тоа. Давај. Ако е тоа. Кажи ми сега вака. Кога зборуваме за тоа што се може да се направи и кои се разликите меѓу нас, еве, нели, зборавме дека вам ви пречи бугарски фашистички окупатор, што мислам дека не би смеело да ви пречи, тоа што не викаме дека сега сте вие бугарски во моментов или сте некаде Или гнасна наследници. бугарска рака, тоа исто ни смета. А, И бугарите Тоа не се татаро-монголи согласувам, кои тоа не, се тоа не се согласувам. занимаваат со грабителство. не се согласувам. Ете за тие тоа. работи ми сметат. Ама тоа не Ми се пречат, јавни, тоа како не што се би. официјални наративи. Не. Бугарите се татарско-монголско племе кој занимава бугарите, мислам беше во учебникот за 6-то одделение во Македонија. Север, ајде да бидеме покоректни. Коректен за тебе, за мене не. Ма не знам. треба да пакта сунт серванта, договорите мора да се испроведуваат. Ние зборуваме за устав, не пакта сум серванда. Од договорот во член 7 ќе видиш дека секој има право да си го користи името Македонија територијално, што би рекол ти, да означува територијата. И види Иван, мене многу ми боли денес кога прво се обидува да подметнете едни тези од кои практично сакат да теза? поделат македонскиот и бугарскиот. Ама ова е тежок збор, да подметам. Што сум ти подметал? Јас се ти покажав со и факти документи. највеќе тоа што ми е најмачно, најтешко е дека вие негирате постоењето на македонски бугари или бугари од Македонија. Не, на бугари од Македонија апсолутно Ама подржувам. македонски бугарин се користи, гледаш го од кога се Ама знаеш ли користи. зошто? 35-та Ама вие го година. користите, Тие бугарите. луѓе ве сакат вас, сакат Македонија. Ние ве сакаме, а вие велите вие не постоите. Тоа е многу тешко и многу болезнено. И навистина на Ние тој ги начин сакаме- мислам дека нема многу тешко ќе одиме Ние ги напред, сакаме- кога нашите предци за вас не постои. Како може ај чекај се расплачеш. Сега види, ова е више драматизирање кое што стварно не ти е во ред. Да направиме пауза сега. Добро. Дај да направиме 2 минути пауза. Ајде 2 минути пауза. Имам сакам и уште нешто. Ајде 2 минути пауза. Ама не ти треба вакви работи се. Ја не ги при, ја ти викам бугари од Македонија, ти ми викаш македонски бугари. Ама терминот не е таков. Бугари од Македонија. Тоа вистина е напрегнато. А ти не ти Јас немак си трма бидејќи ти кажам, јако не сме имали таков разговор, дека јас ќе останам тука да видат луѓето дека ние постоиме. За тоа сум дошол. Ама кој ти вика дека ти не постоиш? Ми ти кажуваш дека моите предци не постоели, Не ти вика, ти викам дека терминот не е прав. Абе не е соодветен, Ама зашто ти ми... тој термин е измислен пред повеќе од 100 години. Чекај, Пуштите. може. Ајде, одиме понатаму. Кој термин е измислен пред 100 години, кажи ми? Македонски бугари. Тие самите избираат така да се нарекуваат. Тие самите сакаат така? Да. Добро, ќе ги викаме тоа македонски бугари. Благодарам. Ето, ќе ги И викаме. постојат како луѓе. Океј, а како им пише во документи? Само тоа кажи ми, им пише македонски бугари? Да. Во лична карта? Не, лична карта немало тогаш каде они бегат од брат, Егејска сегашните, ама Македонија. Не ти зборуваме за тоа, што да јајте не сме се Ма разбрали. тие се американски граѓани во МПО. Значи американци се така. Ми американци се. Добро. И кои ја сакат Македонија повеќе велат ние А сме кажи и ми, ти од Македонци. МПО се сретнали ли со некој од нашите лидери политичко, 91 наваму? Од со Лјупчо Георгиевски со доста Димовска имало делегација. Абе зборам за вистинските македонски лидери. Еве тие не се Абе, македонски. Лјупчо Гер- Нека Лјупчо Георгиевски да слуша дека Нека тој не е слуша, македонски. значи, за лидер. мене, како да ти кажам, мислам, он формално правно беше лидер, он беше премиер, но како да ти кажам, тој сега ти... Со амбасадорката Ачевска, мислам, која и заедно се настапували во почетокот на 90-ти Иван Лебамов и амбасадорката за да се промовира. Тие се биле најголемите застапници на Соединените американски држави да признаат. Па зошто тогаш се борев? Заедно со Бугарија. Зошто тогаш се бореа за да не се дозволи септември месецот? Никој не се е борел да не се дозволи септември месец. Тоа е Момички апсолутно не е А, коректно. не е коректно, не е точно. Не е коректно.
Не е точно. Ти лично би сакал да има месец на македонското Апсолутно, наследство? но во тој месец за македонско наследство не може да се бара ексклузивитет за етнички македонци, а да се збарува за сите луѓе кои потекнуваат од географска Македонија, каква е таа за нашите географска? пријатели Ама не албанците, можеш така. за грците. Ама тие се за- албанци. Зашто ги навредуваш луѓето? Ама зошто? Праши ги нашите, А дали праши се ги србите, што мислиш што живеат во Македонија? Како се нарекуваат? Македонски срби или тие срби? идентификуваат- Власите како се нарекуваат? Ако тие идентификуваат нивната култура како дел од македонската култура, од Ама културата нормално на дека е, ама географска нормално тоа е така. И бугарите во Па Македонија, нормално е така. македонските бугари, Нормално. Тие се дел од македонската култура и на еден заеднички, инклузивен начин. Тоа сакаме ние да се слави и ќе Што да се, слави ама зашто едно се од слави моите- кога ден на македонската култура и наследство Heritage, треба да биде во соработка со македонските луѓе кои што живеат, македонските власти и институциите од оваа земја. Не, ово е се станува збор за Америка, не за Ја ти зборувам за Америка, исто така. Значи, а вие не дозволувате затоа што било само Неро, односно само се однесувало на денешните македонци од Република Македонија, а не на македонските бугари, што би кажале вие. македонските власи, македонските грци, македонските турци, Ама, македонските само роми, може да македонските албанци. Ама гледаш колку грешиш. Кога ќе се рече за македонците се мисли и за нашите сограѓани, сите етнички заедници кои што живеат во рамките тогаш нема никаков во проблем. рамките на оваа земја, а не Кога го напишеме вака, мислам нема да има никаков проблем. нема никаков проблем. Но во текстот беше прецизиран со цел да биде инструментализирано и тоа беше нашата вознемиреност. Вашата вознамиреност затоа што вие сакате да промовирате Македонија како наратив едно од вашите романтически Не. моменти од Не. вашата историја кој што никако не можете да се одделите од таа Не. припратка, што види, од оваа перспектива Нашата борба е да се признае постоењето на македонски бугари. Ако ти денес по Што е за почетокот тебе на македонски разговор бугарин во Македонија? Овие што се на пример Љупчо Георгиевски што го тужат сега што има кривична пријава за Ванчо Михаил, тој е Ако македонски. тој се изјаснил како македонски бугарин, тој е македонски бугарин. Секој еден човек кој има потекло нема од такво прашање. географска Имаме попис. Ама македонски бугари има и во Петрич. Ама нема Ама такво- македонски бугари има имаме и во попис, Струмица. Нема таква категорија македонски бугарин. Ја не знам како да ти објаснам, се расплака пред малку, тотално непотребно. Ја не те навредив тебе. Немој така да си сензитивен, Ти те молам. навреди моите предци. Ама не, А они не ама можат немаме да во се попис. кренат од гробот Ама да еве станат гледај, да се еве гледај, 1920 ти нашли нас како не брегеш, викаш македонскиот пред малку ни викаш македонскиот јазик 35-та не постел. Македонскиот не бил кодифициран, ми рече. Ама Ама зар мора да кодифициран ли е 35-та Ама зар година? мора да се кодифицира за да тој постои? Зашто ти зборуваш? Нели ти е незгодно вака да зборуваш, цела јавност се гледа. Литературен бугарски јазик не постои. Значи, постои до јазик кој што- кодификацијата од 1844-46 година. Еве ти, Тоа е страница говори на јазик. страница 3 од официјалниот документ на луѓето што попишувале. Еве ти ја првата страница. Еве го гледаш документот, ќе ти го пратам Така, на мејл. да. Тој е оригиналниот документ. Да. Најоригиналниот. Тоа е од И видиш, од која година? од 20 година. Да. Еве погледни. И вика, Principal foreign languages. The following is a list of the principal languages which are likely to be reported as mother tongue or Yes. language of customary speech of foreign born persons. И слушај се кои јазици ги има. Само не ме прекинувај. Не Ги имаш те прекинувам. албански, арапски, еве ги кои се бугарски го има. Се го има го. И меѓу кои го има и Македонија. Сега кажи ми, како се ти мене ми викаш? Ама Те прашањето е молам. колку луѓе се зборувале. Не е важно. Американската влада во 1920 година, твојата влада сегашна, Да. твојата влада. Еве ги резултати. Абе, остави ги ти резултатите. Види го овој овдека Ма документ. ја за тие Види го, луѓе еве ти го, 40. еве ти го, погледни Признавам го. го, нема проблем. И Секој човек е и слободен еден да да е, си го и нарече. еден да е. Тој македонската, се извинувам, американската влада го препознала. Да. Значи некој во Америка, во таа влада, во таа администрација слушнал јазик кој што бил разликан од бугарскиот. Или за нив нивниот јазик бил различен од бугарскиот. Океј, Тоа во за- ред. Веќе, значи, Ма го не- помина и Монти Пајтон, навлегуваме сега во Ма тоа ми не, гледај. Мислам, чекај како сега. можеш- Ти, пази, ти си граѓанин на Америка. Сакаш да кажеш дека се обидуваш да ја девалвираш од луката? Не. Па ја девалвираш сега. Тие луѓе Како кои би се си вратил нарекуваат јазикот македонски, за нив тој јазик е македонски. Значи, Точка. не може Ајде, ти- завршувам. Ама тие луѓе го дефинирале така, значи не го дефинирал еден човек, очигледно имала поголема група на луѓе кои што ја убедила администрацијата, зашто внимавај, 10 години претходно,
во 1910 не бил ставен како опција. И има фуснота кај попишувачите, Да. ова е нели хендбук за нив, каде што вика, ако некој ви каже македонски, пази внимавај, ќе ти го дам и тој документ, пробајте да го ставите во категорија српски, бугарски, грчки, нешто така. Значи, од 910 година во Соединетите американски држави до 1920 година администрацијата очигледно собрала доволно поплаки од нивни тогашни граѓани, кои што инсистирала дека постои друга група јазична, која што се нарекува македонска. И следствено на тоа, пошто имале доволен број на американците се прагматични луѓе. А колку луѓе има во 1930 година во пописот кои зборуваат македонски јазик? Ирелевантно, и еден да е. Колку луѓе? Може би не сакале да се попишат. Милион работи во Америка не е. А колку луѓе има во 1940 дури? Ирелевантно е. А колку имало македонци во 1954 на пописот во Бугарија? А колку имало во 1965? Знаеш ли разликата? Знам. И каде се македонците, можеш да ми кажеш? Во земја пропаднале или станале бугари? Или бугарски македонски, што би рекол ти? Значи, еден пат на сила се терани да се запишат као македонци, втори пат Како на бе, сила те се да терани сила? да се пишани као бугари. Тоа е тоталитарен режим, Иван. значи- Тоа ние го осудуваме бугарскиот тоталитарен режим. Значи за тебе Стојко- Георги Димитров бил поголем тоталитарист од Борис Трети и Богдан Филов. Така ли да те сватам? Формално погледнато тој режим е тоталитарен, а кај Борис е авторитарен. Ма не, тоа се светска литература. Тоа не си го измислувам јас. Да слушнеш да не веруваш. Ова од професор кој Георги што Димитров прави едни од најголемите репресии, вклучувајќи Георги во Димитров, тој период Тодор Живков што правел? продолжува репресии. Масакрирал. Да. Пази, има состанок, има документ, има почина новинар, се вика Слободан Трајковски. Беше во МТВ, работев со него кога работев во македонската јавниот сервис. Пред да почне објави едно сведоштво помеѓу една словенечка политичарка од времето на Југославија, Милка Планиц, а сребрата се случила во Словенија, нема држи за збор каде, со Тодор Живков и го прашала Милка Планиц, затоа што знаеш како луѓето од овие простори за разлика од вас бугарите, па дури и грците, сваќаат дека постои група на луѓе кои што сака да се Има никаков Да, да, проблем нема со тоа, Така. бе. Оред, нема се собете му. И Ма го никаков проблем го нема. прашува што правиме сега со македонците. И знаеш ли што одговара Тодор Живков на тоа? Вика, види, ако ги упацам, ако ги упишеме турците, ако ги упишеме ромите, ако ги упишеме помаците, 1 милион македонци ќе останат ли некои бугари кај нас? И сега, тоа е можеби и некој мит, можеби ова сладка приказка, независно, но сакам да ти кажам дека не може мистериозно да снема преку 200.000 македонци и вие, како не ти лично да ме сватиш погрешно, нити твоите предци за кои види, а сега ја да се расплачам, ќе ми дадеш ли 2 минути пауза? Стварно, пошто мене ме боли за моите македонци од Бугарија. За мене ме боли за моите македонци, знаете кои ли- што пази внимави, се нешто како ме навреди ти мене. Кој Јас сум те навредил? Секи, ти Секој покажувам, човек послушај ме, е ти слободен покажувам да се книга Абецедар, изјаснува како- издадена од Атина за македончињата и ти ми викаш, па тој е на повеќе јазици. Ма Тој е на така е. македонски. Така е. Па сега ме... да И сега сакаш ли ја да се За да расплачам? помага ама тамо не погледни си го добро. Ама го прочитав. Значи го имам копија од оригиналот, председателката Гордана Силјановска Давкова ми даде. Копија направена наменска. Значи тоа е една тажна приказна на нас македонците од она што го се случувало Добро. во Грција и особено со Бугарија. Вашите прогнози за Македонија ви се многу лоши. Само две имам. Не, вие сите три и сите три не, ги не, утнавте. само две. Ќе ви ги кажам после Ајде да ми сите кажете. 4. Сакате? Договор со Бугарија, го шинавте од фалење. Што шинав? Од фалење договорот за добрососедство со Бугарија. Срамота тоа нигде не сум му кажал. Сега ќе ви прочитам што се кажале за Бојко Борисов. Ве молам. Значи, 2018 година на телевизија Телма во емисија Јас вчера ве гледам. Да чуjem? Викате вака: Борисов е вистински лидер на Балканот. То за џентлменскиот договор. Ве молам. Едно е да кажам лидер, а друго е да кажам дека е добар договор. Значи, ве молам, прослушајте се емисијата, ќе видите, Јас знам што сум рекол. ја не манипулирам. За да неколку години подоцна и сега пред некој месец кај нас во емисија кажете, знаете ли вика кој му беше обезбедувањето на Тодорче? Деминутив Тодор Живков, оној бадигардот, алудирајќи и сите најцрни зборови за не велам дека Ама се дали држте го под улицата. контекстот, не го вадите од Ама не контекст. го вадам, него ви кажам. Потоа,
Сакате да ви кажам за Заев. Сакам. Сакате да ви кажам за Мицковски. Сакам. За Мицковски што викавте дека американците му рекле дека никој нема да биде премиер. Денеска кој не е премиер? Што да правиме? А прашам зошто? Ами релевантно е. Вие давате Ако не е анализа, зошто? ама сега ве молам. За Заев, па знаете ли што зборувавте? Еве сакате Ајде да чуем. Сака да ви покажам на фотка, може ли? Ова, вие ли сте, кажете ми, гледате убаво? Да. Знаете ли каде е ова? Не. Ова сте вие на сликата, се гледате, имате плаво сако, така? Најдесно на сликата. Да. Се гледате кај сте? Ова сте во Штип, на 26 март 2018 година. Стојан Андов држи предавање кој што вели, а вие аплодирате, има снимки, дека Заев и министерот Димитров правилно и во согласно со државните интереси ги водат преговорите со Грција. Господине Гајев, значи знаете што, зборувате со човек кој што има добра меморија. Само момент. Чекате. Вадите од контекст. Не вадам од контекст, ама ова се вие на сликата, не сум ја на сликата. Ама вадите од контекст. Не е од контекст. Еве пак ви покажам. Вие ли сте овој на сликата? Ја тамо доаѓам да ја промовирам книгата на Андов. Не ова книга. Ова е книгата е овдека зборуваме, има излагање починати од господинот Андов, има излагање за преговорите со Грција. Вие седите и аплодирате. За преговорите со Грција, во Ману имаше конференција. Ја ви кажувам за ова во Штип. Чекате момент. Ајде. Немојте да фалсификувате. Кај фалсификувам Ма ова ви рековте- покажам. Ја се работам со аргументи, Рековте господине Гајев. Грција. За Грција зборувам. За Грција во Ману има книга, кај што сум единствен во салата, кај што има цела влада, цел Ману, само ја говорам против договорот со Грција. Тоа е факт. Второ, во Штип, Сакате да ви кажам што кажавте и на топ тема за договорот? сакам. Ајде бе, молам, потрошам цела емисија за Ма една не, друга ама телевизија. вие вадите, Ама тоа не е тоа ова, вистина. ама ова е вистина, ќе ви ги Не е пратам. вистина. Апсолутно е Не вистина. е вистина. Во Штип ја промовирав книгата, како што ја промовирав и во Да ви го Скопје. прочитам насловот ушенашка. Значи, седите и аплодирате. Стојан Андов изјавува. Заев и министерот Димитров. Книгата не беше за Грција. Знаете зашо беше книгата? Знаев и за атентатот, така беше? Знаев и министерот Димитров правилно и во согласно со државните интереси ги водат преговорите со Грција. Вие седите во публиката, еве уште еднаш да ви покажам, погледнете, вие сте овој. Да ви повторам, може уште еднаш, Ајде, пошто само, гледам не ама- слушате добро. ама, Еде можете што на не микрофон слушате да станете, добро. не Што мислам- не слушате само- добро. Дека јас книгата што ја промовирав во кинотека, ја промовирав и во Штип, во градско собрание, како се вика тоа, општинско собрание. И Немој да ми зборувате дека сум ја офрлија договорот со Грција, бидејќи има книга во Бану, книга, ќе ви ја подарам утре, кај што говорам дека тој говори антимакедонски договор, не го Напред- кажувате тоа што го гледавте на тело. Дека е антимакедонски. Велите дека има проблеми, дека е добра основа. не е точно. И вака викате, слушате ме. Не е точно. Ве молам, немојте да фалсификувате факти. Добро, еве јас фалсификувам факти, ако е така, но ќе ви ги пратам линковите на имејл, ќе се прочитат Нема што ја памтам све што сум рекол. Добро. Кажете ми, викате дека Грција нема ништо исполнено тоа што потпишала и дека давала и сфрлала куп пари заедно со Бугарија и со Албанија за фалсификување на историјата и така на. Точно ли ова тоа што ве слушам? Подпредседателот на ВМРО ДПМН во жива емисија рече Кој подпредседател? Александар Николовски на тој да. дека 25 милиони евра примиле Заев и Димитров. Ја не го реков тоа. Второ, на затворена седница на амбасадори, Добро. председателот Иванов Кокостин рекол 150 милиони евра ја примиле. Не го реков ја тоа. И трето, во Лондон 92 година, кога бев со Глигоров, кај председателот на Европска банка, мој бивши колега Атали, на доручекот ми приде уредникот на BBC на грчки јазик и ми вели: "Ве молам да ми направите интервју со Глигоров." Идам кај Глигоров, му викам: "Сака Грков интервју, нека дојде во Скопје." Ко се вратив, што ви рече Глигоров? Ке ви речам ако ми кажете дали е точно дека во Грција има фонд за подмитување од 100 милиарди долари. Има, вика. Добро. И вие верувате дека со тој фонд успеале да го постигнат овој договор со Што нас? сакаат прават? А пазите, лани, ако се сеќавате, кој што гледам чувате, Ципрас во средатина рече
Да не брзавте, немаше да морате да го промените име. Знаете кој се деше до Ципрас кога тоа го кажа? Зоран Заев. И добре награда. Околу вашите погрешни проценки се сеќавате што кажувавте за вториот мандат за Трамп пред изборите 2024 лани при крајот? Вака, Да. Вака ве кажувате. Ке кажам јас зашто. Еве, Вика не може да победи зашто два пати да победи со измама не може кај американците. И победи. и победи со измама 2 пати. Како победи сега? Еве, првиот победи Не со сега за овој пат ве прашам. Првиот пат баталета помина, не можеме сега да се враќаме тоа. Што збориме за овие избори? Преказна му беше Америка голема повторно. Мага, Make Да, America мага, Great. мага. Мага. Make America Great Again. И ама добили човекот гласови. Доволно. Мислите дека успеа 350 милиони луѓе да ги измами? Да. Тогаш имаат американците проблем со мас халуцинација, а човеков е тогаш генije за мене. Не генije, супер генije. И што направи прво? Направи тарифи. Тоа се вика царини. Нека биде царина. Па се врати, Добро. па после напред пак. Што направи со тоа? На американскиот обичен граѓанин му го зголеми трошокот за живот. Но добро, ако Рече, ќе направи со Русија за 1-2 дена мировен договор и не направи ништо. вие Втора измама. во ред, ако вие стварно мислите дека за 1-2 дена се прави договор, во ред, но не знам дали знаете, се предпоставува дека овој четврток во Истанбул треба да се сретнат Зеленски и Путин, Зошто? за да конечно се затвори војната во Зашто вчера го изјави тоа Путин, а не го изјави Трамп. За тоа. И да завршам. Но и на работа прв пат, само да ви кажам, ве најавив како политички коментатор, пред се самиот вие се представувате како надворешно Тоа политички работи коментар, 50 тоа го години. работеше. Претпоставно И знаете предава дека воопшто. наративов на Путин до пред месец и пол два беше дека тој воопшто не го признава Зеленски за легитимен председател на Украина и воопшто не сакаше да преговара. Ако паметите првите преговори кои што се водеа, Тоа знае обичен народ. Така да ја мислам дека ако се постигне било каков договор, барем за првичен прекин на огинот, затоа што умираат луѓе на дневна основа. Жално е светот во 21 век, кога се појавуваат artificial intelligence видеа на луѓе кои што се одамна мртви, ние да гледаме убивање бестијално никакво од двете страни. И да ви кажам искрено, за мене вината ке Русија, а не ке Украина. Но не можеме да го разбереме, вие кажете ми како е можно Ваша врската... емисија реков дека исто како Хитлер велел нема да ја нападна Полска, па ја нападна Украина. Тоа го реков во ваша емисија. Так, но кажете ми зошто си дозволи за мене е мал чуден потек на лидерите на Европската унија пред некој ден прошлата недела на прославата на Денот на Европа, поточно борбата против фашизмот. Прославата да ја направат во еден град Лавив. Знаете Лавив за кој град се смета? Јас сум бил дописник од Киев. Добро, знаете дека е бастионот на Бандера. На човекот кој што многумина до ден денеска го доживуваат Као фашист. како соработник, дури во едно време има и документи дека пред почетокот на Втората светска војна соработувал. Каде избега? Во Германија и таму Не избега во Канада. Не, во Германија е убиен во Минхен, ако не се лажам, со цијанит од КГБ. Значи, Америка и Канада... Зошто си дозволува ЕУ таква порака да ни прати на сите, да оди во Лвив, па после да се сретнат во Киев? Еве што е трагедија на Европска Унија. Ајде. Европска Унија немаше ништо со војната во Украина. Бајден ја донесе, као мали дечиња, во стадо ги донесе да дадат 100 милиарди евра за оружје во Украина. Сестра ми живее во Франција, вели Добро. дека по автопатишта илјадници километри има на колони на трактори, не им даваат пари, ветени пари. Зошто парите ги пратиле во Украина? Германија исто така во криза економска. Сите пари ги однесува. Да, сега имаат нов канцелар кој што гледам дека пак и тој ја продолжува политиката на поддршката на Украина како нели земја која што аспирира кон ЕУ. Иако мене ако ме прашате, за мене ќе биде лично ќе доживам како трагедија и предавство на Брисел доколку Украина пред Македонија ги почне преговори. Ја имам обратен став. Имаме късмет што поради Украина ние сите ќе влеземе заедно во Европска Унија, што вие не го разбирате. Во емисија гледав пред некој ден, кај што велите ние
нема да влеземе во Јас Европска сум унија. се уште убеден дека Добро де. ама еве вие не погодивте за Само да Трамп, кажам. не погодивте за Заев, не погодивте за Мицкоски. Чекайте, зашто Заев не го спомнувате? Ви кажувам зашто. Зашто што вие верувавте дека е договорот добар, сега како? Не е, стига не слушате добро. Поману има книга, ќе ви ја подарам Ама утре. кога е таа книга? Од која година? Таа книга е од 11 септември 2018 во Ману имаше конференција и искочи книга. Тамо кажувам само ја дека тој договор е договор напишан под американски диктат, а немаше потреба да го потпишеме таков договор. Ке добиете утре книга. Така требам да ми се извините. Ке ви се извинам, но јас само не можам да ви се извинам за сликава на која што сте вие и каде што пишува што сте направиле. Да ви се извинам за тоа што сте биле присутни каде што Стојан Нандов го фалил Зоран Заев Ја и сум зашто бил да ви се извинам? присутен да му промовирам книга на Андов. Па што не сте станале кога го зборил тоа? Што да му? Ма што не се станале, ја не се согласувам со ова вашата теза, господине Стојан Нандов, ја не дојдов вие да давате политички коментари и да оценувате актуалната политичка ситуација на двореште и да се излезете надвор. И да му Зошто не држам сте? факаница, Не, така? ама тоа на други немојте на сите ли шлаканици се, немојте така. Значи зошто не станавте тогаш? Сега ми викате не било така, кој еве ве гледам на сликата. Според тебе треба ли она што го прави Бугарија понатаму да продолжи, зашто гледај, са ти си човек, Што да и треба? она што не го прави блокирањето на Јас сум против Значи тоа. прво ти си човек кој што завршил го доофрмил своето високо образование во Бугарија, така? Не, дел од моето образование во Бугарија. Еве дел, може да, Јас- али високо јас- збориме за високото образование, така? Не, јас За кое образование? Јас имам дипломирано 2 факултети во Македонија. Добро, а во што си Бугарија, студирал? во Бугарија магистрирав примената политика, А политички магистратура, менеджмент добро. и, Мастерот е и таму. напишав докторат за меѓународни политички односи на Софискиот универзитет. И го одбрани тамо? А другиот докторат ми е на Скопскиот универзитет. А тој во Софија пијанist. го одбрани? Не, тој не остана в тезата, не се закажа одбраната, поради семејни мои лични причини. Почина татко ми и се откажа од одбраната. И сега гледај, значи имаме човек, седи човек спротив мене кој што има какво такво искуство со бугарскиот систем и бугарскиот мајндсет, значи си Не да имам контакт, јас ја познавам Бугарија во детали. Во ред. И бугарските тези. Значи зборам за мајндсетот сега, кој што мастерот го завршил тамо, човек кој што дава изјава дека за него не гледа што е спорно заедно да го славиме Илинден. Добро, еве гледаш граѓаните колку сака заедно, претпоставувам. Не сега во моментов не сака никој. Не, ама не сака никој, не сакаше никој ни пред 6 години да ми веруваш. Можеби сте во право. Не, можеби сигурно Со гледа на резултатот на изборите гледа 2020 година, гледа веројатно сте пакетите. право. Гледа Иако пакетите. јас се обидував по секоја цена и по лична жртва и по лична штета, знаев дека се штетам на себе, да спречам бугарското вето. Знаев дека ќе дојде тоа вето. Како ти си го спречил Джетис? Па со обидот дека Бугарија не треба да си дозволи да влезе во таа насока во политика на војна со Македонија, на понижување на македонците, а дека треба да прифатат идејата за граѓански устав на Македонија и да не бараат бугари во устав. И дека сите историски премежја и нивните доктринални определби се подостоинствено прикажани преку граѓански устав, отколку преку влегување Да, ма бугари види, во устав. зборуваш. И јас до денеска сум конзистентен Знам, а и ти сум си- против било какво ти си- влегување бугари во устав. Ти си конзистентен, ама знаеш дека тоа нешто не може да се случи во Македонија, барем не во некој нареден сериозен период, од причина што знаеш дека не постои ткиво, сериозно ткиво кое што Ако има Бугарија- интерес. Ама не Бугарија, види, Ако ние имаме Бугарија друг денес проблем. изјави- Ние имаме друг проблем со една поголема етничка заедница во Македонија, албанската етничка заедница, Ќе прифати македонските албанска. Види, тоа да е така, верувам и дека уште утре ќе го решиме проблемот, сите проблеми ќе ги решиме. Ако Бугарија се изјаснеше тогаш, пред 2 години, 3, дека го прифаќа граѓанскиот устав како решение, веќе ќе беше реално за Македонија. Ма нема шанс. Тоа Меѓутоа бугарите не. влегува во деградирачки процеси Не. и извршија лична Тоа- ад хоминем напади тоа- врз мене и се случи што. Значи се вака гледам дека си бил доста активен во сите овие процеси околу Бугарија и околу ВМРО ДПМН, но една работа. случи. Јас ги познавам сите лично. Не, ги гледам ова дека импакт факторот е бил Ги сериозен. познавам сите и во политичкиот живот, и во науката, и во медиумите, и ги знам луѓето кои го кумува и го направија бугарскиот договор, ги знам проблемите како се случуваше договорот, кај се склучи договорот, зашто тој договор беше злоупотребен покасно, значи улогата во аферата со Боки Тредичи ли беше, така ли беше?
Види, и се што, значи, ще стичи да едно пак ти кажеме нема- на работа. нема елементи- Не можеш да ми избегаш мене од Кои не ги знам во мојата теза дека ти си човекот кој што никогаш не си кажал лошо за добрососедскиот, така наречен добрососедски, за мене не добрососедски. Значи ти си човекот кој што го афирмираше со давањето на изјави во 2020, а за некаде Не, пред тоа. 2020 да се изјавите, Не, а пред за тоа. да ги вадам Не, пак сликите. 2020 Значи, и денеска, јануари 2020 и 2020, и не е денеска стојам на ставот 2018. дека ние треба да имаме добри односи со сите соседи, вклучувајќи Бугарија. Не зборам ја за односите, И зборувам треба да за ги затвориме договорот. сите прашања. Зборувам за договорот меѓу кој што кои- упорно сакаш да ми го изманипулираш, значи Не го манипулирам. Бугарскиот договор беше нецелисходен, јас имам говорено за Ето него зошто тогаш на го ваша охрабруваш, емисија. зошто го охрабруваш со вакви изјави дека трае заеднички Илинден, тоа си го дал во духот на делото со Ви заедничкото. кажав, Не, ја не можам, не можеме ние- И како ти тоа го Не замислуваш можеме- бугарскиот јазик да стане официјален во Македонија, доколку како ние- ромскиот, како српскиот, доколку како еден влашкиот. ден ние изгласаме Граѓански граѓански устав. Да. Доколку еден ден бугарите го сменат уставот и не биде веќе граѓански, него да биде етничко национален. Тоа знаеш дека никош нема да се случи. Бугарите има граѓански устав. Ама они Но со ние им статени- бараме, ама пошто име граѓански уставот, значи не постои граѓански устав, него формата на уставот е граѓански, каде што вела дека сите жители се бугари, како што така и во Франција, така и во Америка, така И во Грција. И во Грција во крајна линија. Да. Што не гледам дека е ништо страшно во крајна линија. Да. И тука се појавува оној моментот околу кој што некој ти го според, што за мене е многу коректен, народ и нација, етнос и демос, претпоставам дека тука ќе се согласиме дека народот е македонскиот кој што живее секаде, а нацијата македонска е кој што живее во рамките на границите каде што има своја територија, Отвори клучно прашање. Отвори, извини, клучно прашање, а тоа е делот во етносот. Бугарите на нас не го спорат етносот. Не демосот. Знам, тоа е клучната работа. И тоа е клучниот судир меѓу како мене и тогаш бугарите. Ако некој ти го спори, како ти ќе славиш со него Илинден, кажеме? Јас целосно разбирам бугарската филозофија дека Ама ти не ми го разбираш прашањето. Го разбирам. Па зошто не ми го одговориш? Цело време ми ротираш. Не. Цело време како чигра си. Еве сега ќе ти го одговорам точно. Ај зошто ти? Што ти требаше тоа? Ќе ми дозволиш две реченици? Ама само не прво одговориме. Зошто го кажа тоа, па ќе ги трики ти да. Ајде. Зошто кажа дека ние треба ние- што кој порив го почувствува кај себе имаше нешто бугарско нешто проработи у тебе или не? Не. Што Другиот беше поеден. тоа, мора да те прашам вака. Значи- Да бидам малци провокативен, да видам, да истерам од тебе, да го извадам делот зошто. Првото славење на Илинден е 43 година во Крушево, И? кој го организира и мојот прадедо, Добро, Димитар Бунтурот. добро, Миту. добро. На него учествуваат негови соборци Добро. од Балканските војни и Првата светска војна. Од сите краеви на Македонија, најголем дел дојдени иселеници од Бугарија. Добро. Ние имаме и дел од фамилијата иселена во Бугарија. Добро. Ние не можеме да не чествуваме заедно Ама ти со збориш за македонците. 40 и која година збориш? Трета. И трета. Ние не Јас те можеме- прашам за 2018. Ако, истото е. Ама не може да Ние биде не- истото. Друга е политичката Иван, поставеност Иван, во рамките во односите. Иван, како што имам јас право, како правнук на Бунтурот, да го чествувам Илинден. Ама ти ја Така има право и внукот на некој друг војвода или некој друг борец кој живее во Софија денес да го чувствува Илинден. Зашто ја и он сме исто македонци, етнички македонци. Петар, Значи, значи, тоа не што си ти можеме- правнук на бунтурот, ништо не значи дека Не некој с- друг не може да го слави денес. не Ја ќе го смееме- славам, а не сум правнук на твојот бунтур. Ако, Меѓутоа, како да ти кажам, мислам, каква е таа теза дека ти си Не, обратно. дека ти си правнук, па сега ти имаш едно Ма сега не ми мало даваш- поголемо Не, немам ништо можност. поголемо. Не, немам ништо Каква е поголемо. тој ексклузивитет кај тебе? Како напротив. Тоа е студирал со бугарите мои. Ти немаш судир, ти им викаш ке имате бугарски јазик, ти немаш судир, ти им викаш заедно дај да чествуваме. Каде? Не, Што мојот- те потера натре? Мојот судир со бугарите. Нели се срамиш малце од прадедото, вака кога би бил жив, кога би те слушнал се? Не се горде и тој со мене јас. Мислиш дека се гордеа? И ме слуша. Значи да слушаме те мовам. Ајде. Која е поентата? Судирал со бугарите во една интерпретација. Целата историја не е иста. Кој е проблемот? Тие етничките македонци не сметаат за територијални македонци и јас сметам дека сме етнички македонци. Целата бугарска историја, ако ја земеме да учиме во Македонија, но само ова елемент мој да го вградиме во нивната историја, ќе се распадне целокупната бугарска пропаганда. Затоа они толку жестоко ме напаѓаат мене. Слушај сега вака. Сега, јас не можам Не, ама те сватив се да ги отфрлам милиони македонци кои живеат во Бугарија,
Тие се дел од нашиот македонски А народ. мислиш дека они тебе те сакаат ли сега што? Сакале, не сакале, тие се дел од македонскиот народ. Ама нема Они такви се денеска милиони. голем Абе, дел дај да се- избугарени. Абе дај да видиме колку се реално. Дај да се Меѓутоа, они прво се оваа држава дел- што направила за тие македонци Иван, таму? Ништо не направила, ниту во македонскиот- Албанија. Што македонскиот видовме народ што направија? има повеќе слој идентитет. Трагедијата Дај кај да се вратиме македонците на не подели фактите, на немај молим те повеќе. на филозофирање. Не, Дај, не во тој филозофирање, види, тоа се ама факти. слушај се што викаш во тој интервјуто за бугарите. Значи, Ова е многу интересно. Вие сега се откажеме од нашите милиони македонци. И ще се откажам прво да ги видам дека се милион, па после ќе ти кажам јас прв ќе застанам за нив. Повеќе милиони се. Така. Само да ги видиме дека се милион, пошто знаеш како ние викаме дека сме толку многу кога ќе појдеме да Еве протестираме. мојот професор Ѓорѓе Карасимеонов, менторот на докторските студии, по мајка беше Тоа што струженец. не ги заврши во Софија. Да, беше мајка струженец. И што викаш тој? И он даваше прекрасни, Абе што викаш, македонец ли е? да. Ама бугарски македонец, така не, бугарен. Не. Он Како даваше Тодор Александров што ја сакал Македонија, така? он е светско име за политичките науки. Он кажуваше негови сведоштва за кавгата помеѓу татко му и мајка му како македонка и бугарин. И како татко му Да се викал вратиме, дека види, не ме интересира за мајката и таткото. дека вие македонците Не. имате чуден инат. Значи точно Ама човекот каде ти е те минатот во оваа реченица, пази. Им викаш, главната причина зошто македонски концепт во тој време ти е движење, а не ти уште партија како даваш за фактор, викаш добива широка поддршка од македонските граѓани. После ќе видиме поддршката. Дека сме на добар пат, докажува и критиката на еден од лидерите на малцинството на македонските срби, господинот Иван Стојковиќ, кој е во коалиција со ВМРО ДПМН и се уште е, и сега ти е министер. И самиот И коалиција. тој токму го повикува својот коалицијски партнер, слушај го ова, советскиот блок на ВМРО ДПМН, значи на Мицковски, и со песната Стоп, стоп, четници. Сега те прашам, ти како можеш да појдеш у штаб кога ќе ви правите состанок, се извинувам, коалицијата и да седнеш ти до Иван Стојковиќ? па наспроти. И вака до Мицковски еве му викаш Па не, стоп. немаме- Значи немаме- се немаме обидувам да ја некоја- сватам, да ја сватам структурата, Зошто когнитивната структурата на луѓето со кои Иван, што ти битуваш. Иван, јас сум остал на моите ставови. И што ти му уште му викаш четнику? Оваа влада, Уште му викаш четнику? оваа влада на ВМРО. Уште ли му викаш на Стојковиќ четнику? слушај ме. Ама нека одговори ме, Не, му велиш ли уште на Не комуницирам со него. Значи, А зошто не разговарате? Скарани сте? Не сме скарани. Како ако не комуницираш Па со него? немаме причина за комуникација. Оваа влада. Ама човекот е министер, како немаш Ако причина? ако немаме во овој момент немаме причина за комуникација, не можеме во иначе комуницираме. Еве на пример ако прави утре Значи- прослава на србите во Македонија, нема да ти викне? Па не знам, тој е него. А те викнал ли до сега? Јас сум го поканул на прослава на македонски концепт. И дојде он? Он не дошол, не. А ти кажа зошто? Не. Не, јас сум пуштил покана. Зашо не дошол? А кажи му се обрекаш се уште како четнику? Мил мој драг четнику, како викаш, Не, стоп, стоп, не, не комуницираме, ти кажам. Како му собе, ако не комуницираме. Значи, оваа влада сега на ВМРО ДПМН работи кон европска интеграција на Македонија. Јас не сум ги сменал. Ти си дел од таа влада? Јас не сум ги сменал тие ставови. Ти си дел од таа влада? Не, ние сме дел од коалицијата Твоја А Македонија. добро, дали оваа влада ја сметаш како своја? Апсолутно даваме поддршка. Ето. Во незината битка за интеграција на земјата во Гледај сега ти покажам И уште една фотка. И тука не знам кој момент не е јасен кај тебе. Тоа ме интересира. Што е проблемот кај тебе? Што е прашањето кај тебе? Што кај тебе е нејасно моментот? Види, не е нејасно кај мене. Промената на ставовите е на друга Не. страна, не е кај мене. Не, види, знаеш што е проблемот, што ми е нејасно. Ќе бидам искрен со тебе. Ако што некој бил против ЕУ, сега е за ЕУ. Види, кога водиш политичка битка, Ние сме биле секој за ЕУ. кога водиш политичка битка, да, и за Бугарија и за Грција, се си многу лукративен лик, политички секој ти често ти го признам. Цар си. Но нашо имаше на маана. Влегуваше на утакмица кога заврши утакмицата. Тоа малце само да Зошто пробаш. мислиш така? Па така, знаеш како Ја мислам дека пред време влегувам во утакмица. Мислам дека не. Еве ќе објаснам зошто. И зошто мислам дека е малце чудно како ти седиш на иста маса со Мицковски, со Пандов. Пази за Пандов што викаш, слушај го. Пандов го знаам од дете. Слушај што викаш. Би беше на Не е во избор. ред да бидат апсени, Да, биле на геј забава, оној што си мафта со косичката, го знаеш, што чува овци, и Пандов. Александар Пандов за тебе хомосексуалец, мисли ја немам ништо против хомосексуалците, но како ти свати дека Александар Пандов, човекот што беше председател на патриотскиот како се институција Ја го во формирав тој пазовски до ВМРО ДПМН. Тоа е моја идеја. Абе добро, ти види, сега сватив дека вечера сешо ВМРО е твој идеја, но Ама чекај се. како можеш ова да го кажеш за Пандов, кажи ми. Те молам да видиме. Ама кажи ми, како можеш така да го кажеш Ќе за го кажам човек? и тоа, но те молам без сарказам. Тоа што го кажуваме сериозно мислам. Јас сум автор и идеен творец. И човек кој го внесе во статутот на таа партија, Патриотскиот институт.
Добро, јас не ти го негирам твојот Значи тоа е така. фактор. Прашете го Мицковски, ќе ви Не каже. ти го негирам, пошто ова се што ми за го кажа Пандов, вечера, импакт вика- факторот е сериозен голем. Јас сватив дека ти си го успел да го убедиш Мицковски да излезе од мафијашко Сашо Мијел. Не реков така. Јас го убедував Мицковски да направиме широка владина коалиција, а имаше луѓе. А он си останал и понатаму мафијата на Сашо Милков. Не остана, тој се исчисти од нив и ви кажав Како тој се период. како се прочисти? Па ви кажав, Пюрификација како ви кажав направи? дека проблемот беше трегер, моментот беше со промената на името. Аха. И скандалите после тоа што се случува. Добро. Сега, да слушаме за Пандов, па после ќе ти кажам и за обидите за смена на Мицковски денес. Не кажи ми ти за Пандов се. Како можеш Пандов- Не, дали е окей Пандов- за интелектуалец од твој калибар, човек кој што би Пандов- тисувал во ВМРО ДПМН, На неколку емисии на кај вас, Добро. на само вистина, а и на други места, ме нарекуваше, може да го кажам зборот директно, кажи го словно. педер. Види, тоа не е навредил збор за мене. Педер е колоквијален разговор. Добро. Сега дали почне кон телевизијата, се не знам дали ви е проблематично, за мене не е проблематично. Види, ако е проблематично, ќе учам ќе ставам пипс и во крај. Добро, окей. И јас само потенцирав една слика. А ти не си педер. Не сум педер. Добро. Објавив една слика, каде што он е на таква тип на забава. А која е таа слика? Дека не ја видов таа сликата. Па слика со крилца и со таква една И нотна добро, забава. пак ќе те прашам. И да е, И дослушајте ме сега. И ад хоминем нападот беше врз мене, не мој врз. А ти само го врати се, така ли? Да, апсолутно. Добро, си ги инаку сведивте односите, Александар- си свативте кој е хомосексуалец, кој не е така. Не, Александар аз го знаам од дете. Он беше на мојот избор 95. Од дете се година. знаете со Александар. Да, он беше на И мојот ваква комуникација имате едни со други. Он беше на мојот избор на председател на И ти УМС му во викаш Клучево дека- во минатиот век. Значи во минатиот век он и Жарко Јанковски беа представници на републичкото раководство кога ме бираа мене како дете, бев многу мал, за председател на младите во ВМРО во Клучево. Кажете ми Родолфо Пацоли, што значи за вас? Родолфо Пацоли. Да. Тој е наш книговодител во Лугано. Не е само книговодител, според информациите што ги најдов од институциите во Швајцарија, вели дека е единствениот ваш вработен во вашата фирма, точно ли е Па тоа? даде. Значи не е книговодител, него единствен вработен. Не, има претходно и Пицокер и Родолфо. имаше. Во моментот зборам. А во моментот Пацоли, Господине, да. сега кажете ми, знаете ли се били ли во Лугано на адресата каде што ви се наоѓа фирмата? Да, Знаете каде се наоѓа? да. Како се вика кафе барот што се наоѓа во зградата? Во кафе баре не идам во Лугано. Лугано е мене, Ама ми е сега, мене ако се дестинација биле, вајда бизнис. се виделе... Не, Иване. Се вика Грото, еве да ви кажам. Не сум бил. Во Лугано сум модел само Ама на... да ве прашам, се имате фирма, пишува дека е операбилна, Да. дека е активна и вика дека има во моментот 5 милиона капитал. Во моментот, се дури ја и вие збориме. Дали е тоа точно или не е точно, значи јас се повикувам само на институциите во Швајцарија. И сега, ако ви имате таму директор, кој што се вика како што се вика, и кој што е нотар, патем за ваша информација и правник, Родолфо Пацоли. Да. Како може да не знаете во зградата дека има кафе бар кој што е доста познат во тој регион, се распраш. Па со него не комуницирам во кафе бар, И Иване. човекот ви ја води, ама човекот ви ја води фирмата. Добро, знаете ли Да. дека човекот е поврзан и со ова? Да, Знаете што е така? да, тоа е. Што е тоа? Што е тоа? Тоа е мрежа на комитенти со кои он соработува. Панамски документи, господин Косовски. А што е тоа Панама? Панамски Панама е документи. денеска, да ти кажам, последна држава од Македонија. А ние можеме да се вадиме дека... Сега ве молам. Не. Панамските документи покажуваат интенција на одредени правни лица преку правни субјекти, физички субјекти за така наречено, условно речено перење на пари. Сега вие гледате Ама тој човек, перењето пари гледате негови тој човек, твисте- ама гледате го тој човек колку компании водел во Панама. Па Гледате води. го? И денеска води. Иване, И сега тој човек, таа компанија, се обидам само со слушате ме да, прети, па нема Значи проблем. тој е главниот инвеститор на евро, не евро, евро Стандард банка, така? Тоа е преку вас. званичниот, да. Овластено. Затоа што значи. знаете како сега ве прашам, знаете до кај сакам да дојдам, она што ви го кажам пред да почнеме со емисијата, Да. кога ви кажав дека правите можеби грешка со она што ви го прочитав дека ќе правите некаква арбитража во Вашингтон. Точно е тоа или не е точно? Па точно е тоа.
Кога е Па закажано? морам да го држам фирмата во Лугано, за да можам. Со кој правен акт сте се договориле вие со државата дека ако дојде до конфликт или до недоразбирање дека државата ќе побара или вие ќе побарате застапување на вашите права преку арбитража, не преку юрисдикцијата во Македонија? Иване, Имате таков за правен документ? Евростандард банк, фактите кои што буквално секој недела ги Не, ама ве молам одговорете ми се. Не, Ама кажете, имате ли документ каде што стои дека во случај на спор кога се има закон за банки, нели е така? Ама закон за банки постои, меѓутоа Каде постојат пишува и арбитража силни адвокатски канцеларии кои што на база Како ќе ја факти. натерате државата вие да дојде на арбитража? Знаете како? Никако. Еве ја ќе ви кажам. Зашто никако? Така зашто немате правен документ за кој што државата се согласила дека наместо да користи юрисдикција на правниот систем Ама оваа ја треба да ги држава, завршам овдека сите работи. ама пак не можете да одите на арбитраж. Зашто да не може? Затоа што не постои правен механизам да вие Ама одите- тоа е странска инвестиција. Вие може да ја тужите над странска инвестиција, Па, ја надвор ќе ја зборувавме за тужа. странската инвестиција, за човекот кој што е представник на што 50 фирми. Ама види вака да ти кажам, ја само црпам услуга од него. Па тоа значи вие сте домицилна, а не го користите за да ја представите како странска фирма. Па ја не можам да се таму види вака, тоа се нормални работи за да функционира систем. Нормално така, како е нормално да вие овдека во Како не Скопје сте нормално? отвориле подружница. Еве сега ќе ви покажам во бизнис мрежа. Подружница. Да. Каква подружница? Епа, на фирмата Гофи, знаете ли, Па не добро знаете? да представништво. Каде што е овој човекот кој што ми рековте дека сте го знаеле. Таткото на овој. Гледате каде пишува, представништво работи човекот во представништвото во Скопје. Ма, работел бре, немој та не. Работел Ама во немојте некој сега минато да време. молам се, Па значи, добро сега да ти сега. кажам, вајде секој човек има право на живот и да работи. Се согласувам, но Да. дали ме разбирате што е она што е најчудно и што мене ми доведува во дилема неколку моменти. Зошто сте се ослониле на човек, фиктивно, знаеме сите како тоа се води, со нотари, со адвокати, видовме, ви ги покажав тие панамски документи, зошто се дозволиле, а не се направиле еден тим на луѓе кои што навистина ќе ја води вашата фирма која што е регистрирана во Сето Лугано, тоа кошта, каде што бе, има Иване. кафе бар во зградата кој Сето тоа кошта и бе, Иване. Епа како, ако сакате да ко- правите банка, зошто не сакате? Не сакате. Ама банката е направена во Македонија, не е направена во Швајцарија. Ама вие викате Во дека е банк- странска инвестиција, па Па, странска ако е инвестиција. странска, тогаш треба да видиме кој е инвеститорот, кој е Па овој. јас сум инвеститорот. Тој е Значи, мој а овој човекот што е? застапник. Застапник е мој. Иване, види вака, он не е собственик на Се капиталот. согласувам, ама Он е буквално значи мој станува човек. збор за странски капитал, Да. во кој што главен акционер е македонец, тоа е свие, така? Така тоа, моето семејство. И сега вие викате токму поради тоа, зошто викате моето семејство, може да ми објасните? Па целото моје семејство сме акционери Во фирмата Гофи, во фирмата го. во основачкиот акт во Во Швајцарија, основачкиот, да. цело семејство, така? Цело семејство. Буквално? Буквално до еден. Добро. И сега сакате да ми кажете дека вашето цело семејство влегува како главен инвеститор и акционер во основањето на Евростандард. Да. И сега викате вие поради тоа што вие сте направиле фирмата не во Македонија, во Швајцарија, дека е странска инвестиција, нели е малце логично? Иване, јас не влегов со странска инвестиција во Македонија во слободните зони, да имам привилегија. Не влеговте. Влеговте во банкарскиот Влегов- систем што е многу ризично. Влегов во многу сегменти, не само банкарскиот систем. Сега зборувам за банкарскиот систем. Не, ама види вака, банкарскиот систем, да, нема фри зони. Меѓутоа, банкарскиот систем беше направен со цел. Кој нашиот? Во моментот, Нашиот? во моментот, кога Македонија се тресеше дали ќе биде држава или не, се водеше војна Македонија. Ја донесов одлука. Докажам дека како македонец сакам да направам банка во кој што ќе кажам и тоа е целта што евро го додадов бидејќи тенденција имав да Македонија биде дел од тоа европско семејство и сакав да биде. Кажете ми вака, пошто имаше обвинување од Бежовска, гувернерката на Народна банка, дека преку 30 пати се добивале интервенции за докапитализација, за усогласување на работењето, за да може да бидете солвентни. Господјата така. Бежовска. Може да сам да ја завршам прашањето, Да. ве молам, ако може да ставите ме, сепак имам поента. Вие велите цело време што ве гледав од 2020 наваму, значи мора да се подготвам за емисијава. Гледам дека цело време потенцирате дека сте вие член на надзорен одбор и се обидувате Не да се потенцирам бев. Тоа е точно, сакам Да. значи тоа го потенцирате тој момент и дека управниот одбор, односно раководителите на банката се тие кои што го направиле условно речено кривичното дело за
изложеност на банката спрема ризични кредитобаратели. Сега да ве прашам, ја земав историјата на вашата банка, да знаете, и гледам дека кога се случува одземањето на лиценца, кога беше одземањето 2020, кој месец, може да ме подсетите? Ама не е оземена. Беше пратена право од стечај. Не, прво На беше 12 одземена не, лиценца. Лиценца не се озема. Сега да ви кажам што пика одземање на дозволата. Вика одземање, ова е Не, забрана за работа. Значи, со овој правни изјава на физички Бежовска, лица. ако не лаже, тогаш се лаже. Вика Бежовска вака, Не одземање знаеш, на уопште не верувам. Зашто? Па, Бежовска е добро, залутана, залутан човек на местото гувернер. ја не знам да ви кажам, но јас не сум економист. Но сакам да ви кажам, барем не е истреден играч како што некој Иване, претходно биле. влегуваш, коментираш кај што и економски сегменти се. Не, јас сум логичар. Океј. Сакам логично да ве прашам, Па логично, логични ај, работи. повели. Ако одземањето на дозвола за работа на банка е една од најтешки одлуки за секоја централна банка, е изјава на Бежовска на собранска комисија каде што и вие сте били присутен, еве ја гледам сликата, вие сте овдека, се сеќавате на таа? Не знам за кое време говориш. Еве. Значи 13-11-2020 го гледате ова? Кога на 13-11. Значи на да, денот. кога беше прв пат 2020. од собранието, беше Добро. отворена истрагата за И вели вака, пред да се посегне кон ваква одлука се вложуваат максимални напори за изнаоѓање по поволно решение, но од друга страна централните банки не смеат да дозволат банка да работи спротивно на законски прописи, доведувајќи ја во прашање стабилноста на финансискиот систем. И вели вака, за илустрација, во последните 8 години, значи од 2020, почнувајќи од 2012 зборува, до 2020, изрековме 70 дополнителни супервизорски мерки, од кои околу 40 само во последните две, значи од 2018 до 2020. Сега да ве прашам, вие бевте член на управен одбор некогаш или не? на управен одбор не, на надзорен одбор да. Ево дека вика дека сте биле. На член на управен одбор. Еве сега повторно ќе ви велам. кажам. Господјата Бежовска, управен одбор, директори, генерални директори. Надзорен одбор се членови. Значи 21 погледнете го овој податок овде. Не можам, мислам диоптријата не ми Добро. да. 21 Читај. камерата го фате. 21.5.2019 година вели дека е додаден лицето Трифун Косовски валја се вие, член на управен одбор, пазете 21.5. А истиот ден сте додадени како член и на надзорен одбор, а на 15.8 сте избришани од позиција, таа иста 2019 сте избришани од позицијата овластено лице. И потоа се додаваат Горан Трајковски како овластено лице, а вас ве бришат на 15.8, значи влегувате на 21 мај 2019 како дел од управен одбор, а во август ве разрешуваат. И сега јас гледав неколку банки, други еве јас немам врска со банка, убаво ми кажавте, јас сум аматер, нели лаик, Не, како си што ме. аматер. Па така ми го кажавте се јас, Не, така банките треба да се разберат. Да биде, Значи јас биде ја би реков функционален. логично само читам и сега логични прашања поставувам. Ја гледав други банки, еве онаа банка со која што вие влегувавте конфронтација со комерцијална банка во приказнава, кога станува збор за кадровското движење внатре во самата банка или ако сакате историјатот, првиот човек на банката го видам само на две позиции, кога е налачен за овластено лице и член на управниот одбор. Кај вас овдека влегувате во 2019 сте биле и во управен одбор, господине Трифун Костовски. Како е можно да не се ги знаеле сите овие небулозни случувања, а сега цело време ни кажувате дека сте на надзорен одбор? Иване, би те замолил, сега ќе ми дозволиш да малце повеќе дадам. Само не екстензивно, конкретно, Не, така? не конкретно. Ти повеќе прашања ми постави. Не, јас само Затоа- констатирам, не, после ја само Не, читав па добро, од централен Прво, регистар. Член на Ова е управен, централен регистар. член на управен одбор никој пат не сум бил. Сака, кога да ви кажам Ама тогаш. сега дозволи да Значи овдека лажат во па централен регистар. веројатно лажат. Ја бев председател на надзорен одбор. И точно година дена пред тоа јас си заменав во таа функција. Член на управен одбор никој пат не сум. Може да уште нешто да се Сега дозволи сега Иване. Ајде. Ќе ми дозволиш. Господијата Бежовска по основа испретја такви опомени 80, така? Ма како 80, не знам. Секоја недела ги добив на собствената Добро. адреса. Дали- Чисто формално Аха. да го покрие фактот дека она правела напори. Кога почна тоа се Дозволи, сеќавате? дозволи Не се. кажам кога почна. да ги- Дозволи, молим те Иване. Ајде, дозволам. 3 месеци него примаше потенцијалниот инвеститор на кај незена кафе, за да може да се доинвестира во банката.